Еве, ајде да говориме во духот на успешната приказна за 2-годишната голгота на нашата мила Република Македонија под раководство на една од најнеуспешните, најкорумпираните, најнедемократските влади кои што воопшто Република Македонија ги имала во изминатите 28-29 години. И нема да говорам она што ВМРО ДПМН го кажува за вашата неспособност, но еве ќе цитирам или ќе земам во предвид некои од фактите кои што релевантни институции и фактори го кажуваат за тоа колку е успешна приказната за 2-годишната, ќе речам, голгота на нашата земја. Мојата колешка Ане почна со извештајот на Ел Греко, еве јас ќе продолжам дел од извештајот на Ел Греко, што говори и што пак за среќа се поклопува она што се кажува во Ел Греко со последната анкета која што вчера излезе за тоа колку граѓаните им веруваат на оваа влада. Прво кажува Ел Греко дека во државата постои режим. Вие говорите за некој режим во минатото, но овај пат постои режим не на квадрат, на куб. Значи режим на куб имаме во државата. Царување на криминалот и корупцијата. Ненормално колка голем број на примери имаме за тоа. Нерасчистени убиства, нерасчистени исчезнувања, политизирана полиција. Наместо полиција за народ, вие направивте полиција која што треба да го штити режимот и криминалот во државата. Малтретирање во администрацијата. Како раководните кадри ги малтретирате луѓето кои што не се на иста бранова должина со режимот или со врхушката. Ел Греко во својот извештај кажува примери и зошто го, врз основа на што го базира сето ова. Спроведување на сомнителни јавни набавки, конкретно за полициски возила во вредност од 1 милион евра. Огласот за давање лиценца за возачки испитни центри, кои што знаете каде завршија. Во рацете на штотуко формирани фирми блиски до власта. Ајде да одиме понатаму за успешната приказна за 2-годишната голгота на Република Македонија. Францускиот амбасадор, на кого очигледно му дошло веќе од преку глава давање на комплименти и тапкање по рамо, ви кажува дека потврливте во многу нешта. Потврливте во полетот на реформите. Демократијата ја закопавте. Ја закопавте буквално. Ништо од борбата за човековите права. И што ви порача? Нема работа, нема датум за ЕУ. Нема реформи, нема датум за ОЕ. За каква успешна приказна, господине Митревски, говорите вие овдека 15 минути? Ништо не кажавте успешно од успешната приказна. Јован Митревски, контрареплика.